Оке, може? Чекајте, извинете. Сега ви не се гледа, ама може и да се вика. Ајде сега, што ќе ме прашувате? И ова не е единственото прашање, туку дали повторно ќе изгрее македонското сонце. Се разбира на знамето доколку новиот бугарски премиер некој ден реши повторно да го покани својот македонски колега. Очекувам да се видиме, да разговараме, се разбира со двете знамиња. Секако овие трауми и прашања си ги влечеме поучени од досегашното искуство, кога без македонското знаме во Софија беше дочекана нашата председателка, па нашиот премиер секако со владиното мнозинство во собрание веднаш со контрастратегија. За да биде пратеник во македонското собрание, секој ќе мора да има само државјанство на Македонија. Овој закон планирано е да влезе во сила со денот на објавувањето во службениот весник, а тоа значи дека овој закон, доколку биде усвоен, ќе важи и за овој пратенички состав. Не може министерка у влада да има пасош државјанство друга држава. За чии интереси работи таа министерка и уште еден министер кој ќе го крие бугарското државјанство? За чии интереси работат тие луѓе? Тоа е прашањето. А се согласувам дека треба дебата, анализа, кој сето тоа ќе го спроведе. Сега дали смислено или не, или причински последично, по затегнатите односи со влијание од исток, ко да заборавивме малце на запад и северозапад. Башкиетесен сепсе едини, шиптарите Македонија се верил, еден е кога на Југославис, канјетуар, башк, пандар, без шиптарите Косовос, да се откени шум чудетарите Македонија се верил, че јан еде штета ста Република се Косовос, да падушем еканта дрейте плот, лиджоре, куштетусе, юридике, че ата те конкуроин, да те гароин, еле пр депутет, да ме кете дрейт, уамохоин, мундони, ти уамохони, еда юристуетар, Сега ако одиме уште по-северно, таму пак во собранието и не е толку важно државјанството, колку што е нешто друго. И да он каже, Милош, Ѓорѓе, признајте, Ѓорѓе. Милош, to što smo gej i vi i ja, ne znači da možemo da budemo na ti. U redu? Nemojte tako. Jedno je seksualna orijentacija, drugo je da smo prijatelji. Te dve stvari ne podrazumevaju jedna drugu, kao što se vidi. Tako da se zadržimo mi na vi. Važi? Сите овие сцени се само мал трајлер за она што со децении се случува овде кај нас и соседството. Сите ние, а особено тие кои не водат се вистинското олицетворение на светот во кој Алиса, иако во целост не се согласуваше, сепак мораше да игра по нивните правила. А вие одлучете во кој лик се препознавте, во нејзиниот или во оние другите.